Војната во Украина на автомобилската индустрија во Македонија ќе и донесе контрадикторни ефекти. Некои компании ќе завршат лошо, а некои ќе се шират, вели директорот на Германската стопанска комора Патрик Мартенс. Импликациите за автомобилската индустрија во Северна Македонија се биполарни. Од една страна, некои од компаниите со седиште во земјата се под директен притисок да го прошират производството, бидејќи нивните фабрики во Украина веќе не произведуваат и во оваа ситуација се подпираат на нивните сестри фабрики во Северна Македонија, што бара итно зголемување на производството и бројот на вработени. Од друга страна, некои се ставени пред свршен чин. Изјави Патрик Мартенс, директор на делегацијата на германско стопанство во Северна Македонија. Во оваа веќе наречена активна биополарна ситуација, секој ќе се снаоѓа на свој начин, но Мартенс препорачува владина помош за компаниите кои ќе се на пат да бидат жртви на украинската војна. Него веќе го слушаат нивните директори и тие до владата имаат конкретен предлог. Бараме од владата да ни излезе во пресрета и да ни помогне со помош во делот на платите поединечно во нето износ на минималната плата, односно 300 евра од вработен. Дел од работниците се дома и примаат 70% од платата, но многу лесно може да се случи проблемите да станат покомплексни и да мораме да кратиме на работната сила. Затоа е многу важно државата да покаже слух и да ни помогне, коментира директор на една од погодените фабрики. Од друга страна, итно нови вработувања треба да обезбедат фирмите кои производството мораат да го шират поради нови нарачки. Веројатно, една од нив е кочанската Амфенол, која од 2400 вработувања има на план да стигне до 3000 вработувања, нешто на кое се надеваат дури во Берово и Пехчево. Каков епилог ќе има за овие фирми во источниот регион се уште е неизвестно, но автомобилската индустрија овде обезбедува работа за повеќе од 4000 лица во двете најголеми компании. Доколку лошо и се случи макар и на едната, тоа за економијата во регионот воопшто нема да биде добро.